Раниот пубертет влијае на менталното здравје кај децата, но и кај родителите. Разговараме на оваа тема со доктор Камилија Симеонова, таа е специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Добро утро. Добро утро, Јована, благодарам за поканата. Првото прашање веројатно ќе биде во контекст како всушност, да објасниме и што вели науката, влијае раниот пубертет во менталното здравје кај децата? Така е. Јована, е многу значајна тема која што не засега сите нас и она кое што сакам да го укажаме дека пубертетот е представува една нормативна криза во семејствата. Кажувам криза, да, бидејќи тоа е еден период каде што децата од да речам еден најневен контекст прераснуваат во возрастни. Така што родителите се просто затекнати во овој процес и она кое што нас не изненадува во модерното време е тоа што го напомена и колешката како овој пубертет рано започнува и всушност ние имаме да речам еден иматурен когнитивен процес, а веќе имаме една плодна хормонална експресија кај децата. И навистина е нешто за кое што вреди да се дискутира. Велиме, родителите растат заедно со децата во секој дел од развојот, па мораме да ги споменеме тука како психолошки влијае раниот пубертет кај родителите кога стануваат свесни дека нивното дете веќе влегува во една друга фаза која што сама по себе си носи промени и кај децата и кај родителите. Веројатно тој прв контакт е најголемиот шок кој што треба ние како родители веќе да знаеме да го препознаеме и да се обидеме некако да го минимизираме. Како да го направиме? Да, и ќе употребам една фраза која што слушам често пати кај родителите. Вчера завршивме со памперс, денеска сме веќе со улошки. Така што, да, навистина е така и навистина е многу брзо и она кое што топло ги советувам родителите е да знаат дека во овој процес не се сами. Заради тоа што останува малку се уште табу дека децата влегуваат многу порано во пубертет, мајката се соочува дека девојченцето веќе на 8-9 години се соочува со овие хормонални бури, се повлекува, се изолира во собата, има некој нетипично однесување, ако била многу повлечена, знае да биде доста експресивна. И ово однесување просто ги уплашува родителите. И она што кажувате вие, како ние да ги смириме родителите. Да знаете кое е нешто кое што се случува на светот. Ова не сме сами во тој процес. И да го прифатат како нешто кое што е нормативно, како што напоменав и претходно. Пубертетот е нешто низ кое што сите ќе поминеме со нашите деца. Никој нема да биде поштеден. Да ја прифаќаме оваа состојба и она што ние да го прилагодиме однесувањето наше. Така, ако претhodно бевме во позиција поприлично авторитативна кон нашите деца и требало да бидеме во позиција на авторитет, бидејќи нели децата се тие се нашиот производ, ние мораме да ги учиме и да ги насочуваме. Сега е време кога малку повеќе ќе треба да се доближиме во контекст на тоа да поотворено разговараме за оваа тема. Ние не можеме да премолчуваме на промените кои што ги гледаме прво физички кај нашето дете. Нашето дете кога станува зборза девојче, гледаме дека почнува растот на градите, почнува да мириса пота. Значи ние не можеме да ги игнорираме овие симптоми и се јавуваат бубулички. Значи ние мораме да го ние да го прифатиме прво дека тоа се случува, бидејќи знаете како ја стално велам у една друга фаза. За да дете почне во градинка, ние треба да сме спремни, не детето. Детето никогаш не е спремно да почне, ние треба да бидеме. Очигледно во секоја фаза треба ние прво да бидеме спремни. Да, и она кое што топло ги охрабрам родителите во модерно време да го прифатат ова како развојно, како очекувано. Значи, знаете како природно ние секогаш се спредуваме со нешто кое што ние сме го прошле. И сега ако ние нели за нас 9 години било, како да кажам, тотално необично да дете влезе во пубертет, да разбереме дека модерното време носи промени и една од тие промени е всушност овој ран пубертет, кој што го прифаќаме и со сите своји снаги седнуваме и разговараме и му објаснуваме на детето, али најпрво мораме ние да го прифатиме. Сега фокус сакам да ставиме на меѓусебниот однос кој што треба да го изградиме со нашето дете, треба да биде поинако, треба да се прилагодиме на состојбата, кои се најголемите грешки кои што ги правиме. Кои се советите кои што ќе ни ги дадат? Така, па најголемите грешки често пати родителите ги прават игнорирајќи состојбата. Како да не сме спремни и морам тоа психолошки да го објаснам, нели тоа ми е професијата, со самото тоа што нашето дете станува се приближува на возрастен, ние губиме дете. Загуба на дете. Ние имаме загуба на дете дома. Имаме
од таа позиција дека јас бев мајка на дете кој што го носев игротеки, јас сум сега мајка кој што има дете кој што веќе не е дете кој што веќе станува возрасен. Тоа е поприличен освој. Кој што почнуваме да зборуваме за момчиња, девојчиња, кој што кај што гледаме дека веќе нашето дете ќе се споредува со своите врсници, ние веќе имаме технологија, значи овие деца и како и знаете што е многу интересно, она што се случува всушност зашто и настапува таа криза во семејствата. Децата сега немаат потреба да вртат енциклопедии да разберат што им се случува. Они само пишуваат на вештачка интелигенција и таа им кажува се. И веќе имаме такво време. И сега ние како родители, ако го игнорираме тоа кој што вештачката интелигенција му кажува на детето, а детето знае дека тоа е екзактно, апсолутно сме во конфликт со нашите деца. Така што не смееме да игнорираме. Најголемата грешка е да се игнорира. Најчести состојби кои што се случуваат во раниот пубертет, кои што и во ова модерно време ќе го ставиме под наводници, се актуализираат како несакани состојби кои за жал стануваат се почести. Споменавте се споредуваат со врсниците. Булингот тука е навистина присутен, го издвојуваме. Тука се некои други состојби за кои што не се зборувало порано, а сега се актуализираат. Депресија кај деца, анксиозност. Кои се најчестите, како пак тие состојби да ги препознаеме и да делуваме пред се како родители, да? Она кое што сакам да ги охрабрам родителите баш во контекст на ова што го споменавте вие, Јована, е дека овие состојби како што наликуваат, прво сакам да кажам дека не секогаш ова променливо расположение на децата укажува на психолошко страдание. Тие се во состав на развојот, тие се транзиторни појави. Хормоналната промена, самата хормонална промена прави да децата имаат амбивалентност, права да тие се чувствуваат на моменти како да сакаат да се усамуваат, да се изолираат, па потоа да сакаат да се дружат. Тоа не е во контекст на психолошко расстройство, тоа не е во контекст на една права клиничка депресија. Меѓутоа, оно кое што е многу значено, го прашавте вие, е доколку овие симптоми перзистираат. Ако овие симптоми перзистираат, ние како родители сме апсолутно должни да ги следиме. Заради тоа што не е вообичаено дека во пубертетот дете треба да биде 3 месеци само во соба и да се изолира и да не сака се дружи со врсниците. Тоа е веќе симптоматологија, тоа е веќе клиника. И тоа е предмет на третирање. Меѓутоа, доколку детето менува, значи тоа се, како да кажам, цел како да кажам, вулкан на променливи емоции, променливо однесување, раздразливост, тоа не е предмет на третирање. Меѓутоа, ние како родители, доколку дете е раздразливо, ние иако може би нели на мајка природно или на татко му доаѓа да викне пошто дете вика, во овие ситуации ние мора да бидеме крајно трпеливи. Значи, ние не смееме да го повишуваме гласот на дете кое што веќе вика. Треба, кога ќе заврши таа епизода, ние да разговараме, да му објасниме детето дека ова што се случува, дека го разбираме, дека и ние сме го прошле, меѓутоа дека постои подобар начин да ние двајца разговараме. Да не бидеме критичари, него да ги прифаќаме овие промени колку и да се тешки. Заради тоа што и децата немаат, ако замислите ако ние не можеме да се сконтролираме на импулс на нашето дете, како би можеле они без развиени его снаги? Навистина е тешко. Докторка, сакаме да го најдеме вистинскиот начин како родители, особено кај школските деца, тука е раниот пубертет и многу се чини дека нема родител кој што не го посакува најдоброто за своето дете. Така. Се чини дека можеби скриените амбиции на родителите сакаме и да ги некогаш да ги реализираме преку децата. Премногу можеби ги форсираме со активности, премногу можеби во некои ситуации ги форсираме во делот на сега во таа фаза треба да спортуваш, во таа фаза треба да учиш јазици. Како да ги исперцепираме желбите на детето, афинитетите на детето, а сепак да, како родители, да остане оној дел кај нас нереализираност на амбициите, туку само поддршка. Да остане само поддршката. Да, ова е навистина комплексно прашање и е, нели, можеби посебна емисија од најголемите предизвици што го живееме. Да, навистина, модерниот родител има страшно многу предизвици. Би сакала да кажам дека знаете кога го носиме, како да препознаеме дека нели тоа што го правиме го сака детето, не ние. Па можеби и не е лошо да се консултираме со наставниците, например, доколку го носиме, не знам, на малац генијалац, доколку го носиме на пливање, на фудбал, на кошарка, што god и да е. Да разговараме, да прашаме како нашето дете се однесува таму. Бидејќи знаете како, не секогаш оно што го кажавте вие, не секогаш нашето дете го сака тоа што ние го сакаме и нешто што кај нас е пропуштено. И знаете, тоа е многу интересно во родителството, што ние секогаш гледаме да ги коригираме оние аспекти кои што ние сме биле можеби скратени како деца, а
не можеме да ги пренесеме многу патишки, ги пренесуваме ние модели кои што биле добри од нашите родители. И просто да се бориме само да компензираме и тоа е еден зачаран круг. И ја топло ги охрабрувам родителите дека не сте подобар родител ако вашето дете знае 5 јазика. Ако вие не знаевте јазик, вашето дете научи. Ако вие не знаевте математика, вашето дете е супер гениалец по математика. Тоа се и сакам да ги сакате вашите деца врз призма на тоа кои се они, а не колку се они успешни. Бидејќи знаете како, ако на долги стази вие вашето дете го сакате и му се радувате само на тие успеси, дека добило петка, дека било прва на, не знам, на кошарка или не знам што друго, детето себе си љубовта ќе ја прецепира низ призма дека секогаш треба да биде ултра вредно за да биде сакано. Наспроти тоа, кога е нормално и дел од животот и ние не секогаш освојуваме, има моменти кога ќе загубиме, така? Така е. Тука е најважното, како да се даде поддршката дека тоа е составен дел од животот и дека е нормално. Да. Да ги прифаќаме тоа што го кажавте вие сега, да едноставно го учиме детето дека да, супер е кога се добива петка, али не е ништо страшно кога се добива четврка и дека четврката само ни кажува дека тој период можеби ние доволно не сме ги совладале нашите вештини, меѓутоа има простор за корекција. Грешките да не ги сваќаме трагично, заради тоа што знаете како дете, родител кој што има дете кој што константно добива петки и ќе се случи да добие четврка и да не спиело детето, го болело стомачето или не знам што готи да се случувало, имало булинг, немало концентрација. И како сега ти добиваш четврка? И тоа таква една наплив на емоција страна на родителот, како моето дете сега добие четврка. И го доживуваат како личен неуспех. Ние кикснавме нешто и многу често слушам родители кои што имаат деца кои што имаат 15 години и ќе кажат ние на оваа писмена кикснавме. Кикснавме, изборување множина за сопственото дете, е оправдан во период на симбиоза, кога мајка дои дете и тоа завршува во тој период. Секој пат, ако се затекнете да за себе, за вашето дете зборувате ние можеме, ние супер сме, да знаете дека правите симбиоза со вашето дете и дека развојно го отежнувате развојот на ова дете. И правите застој во неговиот когнитивен, бихевиорален, целокупен контекст на личноста. Може да заклучиме заеднички дека ние сме тука само да го отвориме патот за децата и да бидеме ветрот во грб зад нив, а тие треба да го изодат. Така е. Да. Благодарам докторке, благодарам со вас ја заокруживме темата. Верувам дека ја постигнавме целта малку повеќе на будење и свест кај родителите. Таа беше мојата идеја, се надевам дека ја постигнавме заедно.